Драги македонци и наши пријатели, следува првата репортажа од разговорите на нашиот продуцент Васил Јанков со македонците кои што живеат во Бритиш Колумбија. Снимањето беше во еден од најубавите градови во светот, Ванкувер. Вие погледнете. Драги македонци и наши пријатели, се наоѓаме во прекрасниот град Ванкувер, во Британска Колумбија, во западниот дел на Канада, со магистарот по хорско диригирање и професор по музика Емилија Лале. Емилија, добро дојде во програмата Час на македонски корени. Добре ве најдов и благодарам за поканата. Стварно, ни е голема чест да разговараме со тебе денеска и да започнеме со твојата кариера по музика во Македонија. Па, мојата кариера започна од најрана можна возраст. Моите родители знаја често да кажат дека јас прво почнав да пеам, па потоа да зборувам. Така да беше еден природен процес да се запишам во низото музичко училиште прво, па да продолжам во средното музичко училиште во Скопје и на крај да се запишам на факултетот за музичка уметност, каде дипломирав на катедрата по музичка теорија и педагогија и хорско диригирање и потоа станав првиот магистар по хорско диригирање на Скопската академија за музичка уметност. Ето, Одлично. Тоа е интересен податок. Тоа значи дека си родена во главниот град на Да, Македонија, родена сум во Скопје, Скопје. и потеклото од Скопје, нели? Да, да. Одлично. Сега, кажи нешто посебно за македонската култура, затоа што си со македонската култура изгледа целиот живот. Нешто посебно нашите македонски ритми, нашата македонска култура. Нашата македонска култура е многу уникатна. Пред се нашата музика и генерално се што потекнува од тој, како да речам, етнос на македонскиот народ, почнувајќи од ритмовите до мелодиите, до сето тоа доаѓа од една интуиција на нашите предци кои ги стварале тие, да речам, прекрасни ритми и мелодии и текстови дури често инспирирани од животот на македонскиот народ во одреден период од времето. Ако ја земеме Кале Шања, Точно, да. Мислам дека не постои поубава македонска песна за мене, тоа е мојата омилена, значи тоа е песна која буквално доаѓа од една историска вистинска ситуација. Точно така. Да. Доаѓањето во Канада. Доаѓањето во Канада се случи 2004 година. Зошто? Заради љубов. Одлично, одлично. Да, јас немав намера да се селам, нити пак натака. Па тоа е добра причина. Да, меѓутоа ете. Одлично. Животот никогаш не знаеме на која страна ќе не однесе, така да мојот сопруг живее овде веќе Одлично. 30 на години. Да. Првите години во Канада.
Првите години во Канада за мене беа многу интересни. Јас немав искуство, мојот сопруг живее овде долго време. Го немав тоа искуство на почеток да имам проблем, затоа што навистина беше лесно за мене, затоа што јас точно знаев што сакам да правам, јас точно имав идеја дека ќе се бавам со музика, дека ќе предавам музика и така работите за мене се случува. Не можам да кажам дека имав почетоци кои беа од каде што никој не ве познава, каде што морате да почнете од нула. За мене беше некако полесна таа фаза. Одлично, значи да зборуваме малку за хорот Цирилика, односно кирилица на македонски. Да. Кажи нешто повеќе за Цирилика. Хорот исто така се случи како една прекрасна идеја да се промовира нашата музика. И твојата улога во хорот. Да, мене можев да се реализирам себе си како педагог овде, имам нормално мое приватно студио во моментот. Како се вика студиото, да не заборавиме? Емилија Лале Piano and Vocal Academy, да. И имам доста студенти, меѓутоа сакав да се реализирам и како диригент, бидејќи многу ми недостигаше моите хорови. Во Македонија водев 3 хора. И така дојдевме до една идеја да, се собравме, да речам, наши луѓе и ја започнавме целата идеја со Цирилика и со промоција на нашата музика. Да ти кажам искрено и за нашите гледачи да знаат, јас дознаев за тебе преку YouTube и прекрасните македонски песни на Цирилика. Хорот, што веќе не постои, меѓутоа се уште постојат прекрасните видеа на YouTube. Да. Кажи нешто за репертуарот на Цирилика од македонската музика. За мене македонската музика е секогаш инспирација како уметник. И јас имав навистина бев инспирирана да ги реаранжирам за хор многу наши македонски песни, така да имам лично и своји аранжмани, како Дафино вино црвено, како Јована Јованке, меѓутоа сакав да ги промовирам и нашите прекрасни композитори. Работевме многу музика од професор Драган Шуплевски, мој драг професор, кој всушност како да речам, ме фрли во целата хорска приказна. Исто така, навистина наши македонски, како Сашо Леврински, како Тодор Скаловски, така да навистина имавме голем успех. Нашата музика беше неверојатно прифатена овде во Ванкувер и веќе на вториот концерт имавме преку 650 луѓе во Ванкувер Плейхаус. Навистина беше голем успех. Одлично. Да.
Поздрав од Ванкувер! Музиката, посебно твоите композиции, се на многу високо ниво. Како Сашо Леврински, например, затоа што сум ги слушнали песните на Сашо Леврински, фантастични се. Да, Немам навистина, зборови. меѓутоа Сашо Ливрински, еве ако веќе зборуваме за него, да го поздравам. Да. Он е мој многу драг колега од Факултетот за музичка уметност и можам да кажам дека тој како хорски композитор е многу успешен, бидејќи дури во Македонија со негова композиција во Грција на најголемиот балкански фестивал кој што се случуваше во тоа време додека јас се уште работев со хоровите, ние освоивме сума кум лауде прво место. И бевме навистина на нашата македонска национална телевизија. Тоа беше со женскиот младински хор кој го водев во тоа време. И тоа беше навистина еден прекрасен успех за Македонија, да во земја, во Грција, каде што жирито се Грци и еден албанец, да Македонија навистина освои прво место. Да. Да зборуваме за близнаците твои. Имаш прекрасни деца. Да. Ана и Марко. Кажи Да. нешто за Ана и Марко. Ана и Марко се сега 11 годишни близнаци. Имаат многу специјална врска. Тоа е многу интересно за нас како родители да го видиме. Тие се многу блиски. Меѓутоа се две различити деца. Ана е повеќе во уметничкиот свет како мама, меѓутоа не со музиката, таа е глумица и таа глуми во Ванкувер во многу представи. Одлично. И во многу шоуа кои се снимаат овде. А Марко пак е повеќе тој е кодер, се бави со кодирање уште од така најмала возраст и повеќе тој во техничкиот дел. Одлично, Да, одлично. меѓутоа се интересни деца во секој случај. Што понатаму во иднина? Емилија Лале во иднина, во врска со музика, во врска со Да. кариерата овде. Веројатно ќе чекаме да се завршат сите Да. рестрикции, па ќе размислуваме понатаму. Јас верувам дека ќе се вратам на хоровите повторно и верувам дека ќе работам на тоа поле. Убедена сум, ентузијазмот од луѓето е тука, на сите им недостига, сите едва чекаат да почнеме повторно. Тоа сигурно стои во план и секако мојата педагошка работа која е моја втора љубов. Одлично. И ето, тоа е тоа. Уште еднаш името на твојата фирма, ако некој сака да... Да, тоа е Емилија Лале Piano and Vocal Academy. Јас дури немам вебсайт, да бидам искрена, бидејќи имам Ама ќе доста... дознат. Имам полно... Има начин да дознат. Да, кој сака да ме контактира, јас имам на social media сум available, значи Facebook, Instagram, да. Пред крајот на разговорот сакав да те прашам во врска со формирање на едно македонско здружение. Да имате состаноци барем 2-3 пати годишно. Да. Имате нешто официјално, затоа што знам дека имате собири за Илинден понекогаш и други. Да. Меѓутоа, што мислиш за таа идеја? Мислам дека македонската заедница во Ванкувер е мала, меѓутоа тоа е одлична идеја. Готови сме да помогнеме со телевизијата. Тоа е прекрасно, благодарам. На крајот денешниот, морам да речем, прекрасен разговор со тебе, дали имаш една порака за македонците во Алберта, Бритиш Колумбија, Онтарио и насекаде во Канада, нормално и за нашите пријателите на македонскиот народ? Нормално, пред се, бидете здрави и живи и сакете се. Голема благодарност Благодарам Емилија на вас. Лале, магистар по хорско диригирање во Ванкувер и професор по музика. Благодарам. Благодарам и пријатно. Dum 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 dum
Pozdolite star pel dedo, zasukam u staki. Pozdolite star pel dedo, zasukam u staki. Ramo trga na oroto i onda se vati. Ramo trga na oroto i onda se vati. Rum dum dum rum dum dum rum dum dum rum dum dum. Ramo trga na oroto i onda se vati. Bravo trga na oroto i onda se vati. Gusto sada valjde, zabrata, Zaraka, kade oni staro aro, oro da im grdiš, kade oni staro Pozdrav od Vancouvera!